Денешниот марш. Само ако сакате дојдете дека во средина застане. Може ли тука да се стојам? Не ми е згодно да стојам во средина, испаѓа дека Само мене. сакаме до целата јавност да ви кажеме дека ние родителите сме крв и од месо, како што беа и нашите деца. Ние се бориме за правда, не за политички партии или за било што. Значи, ако јавноста не обвинува нас или било кој од родителите, ние не лажеме. Значи, ние сме од крв и од месо, што еден ден сакаме да идеме горе кај децата. Сме кренале по Божиот пат, како што ги учевме и нашите деца да бидат побожени, така и ние продолжуваме по Божиот пат, додеме на напред и да бидеме еден ден со нив во рајот. Затоа ние не лажеме. Питајте кој сакате од родителите, дали имаме смелост да лажеме. Целта ни е таа. Една ден кој ќе отидеме кај нив, да речеме, деца наши, ви благодариме што сте чеда Божи и ние сме дел со вас. Де оди Маре Маца. Дека смеа да кажале правдата. А правдата, како што гледам, нема да излезе ништо на виделина. Секој сака само да не нагазне уште повише и да не понижа нас како родители. Оти ово не е трагедија, ово е убиство на 62 деца. На 62 деца. И треба да знаат сите дека ние не сме партиски определени, ни од СДСМ, ни од ВМРО, ни од ДУИ, ни од Левица, ни од никој. И да не препукуват по коментарите, одете овај ќе ви даде пари, одете онај ќе ви даде пари. Нашите деца со пари ние не ги враќаме. Со парите ништо не се купува. Пари има, децата ни ги нема. Џабе ни е се на нас. На нас парите не ни требаат, на нас ни треба децата да ни бидат живи и здрави и прави. И благодарение на УЈП и на неколку полицајци со исклучок на некои, и сега и судиите како мислат да судат, нека гледат. Оти криво нека седат, право нека судат. Оти многу души се пуштени на домашен притвор, они се шетат, а нашите деца гнијат по гробиштата. Значи благодарение на УЈП, како прво, што се викали дека има 3 врати, а оно една е единствена на 80 сантима. Значи благодарение на нив што плаќат глобата на некој и што ги стават на функции. И не може некој да мислат дека над мртвите деца кариера ќе градат. Нема да ја градат кариерата. Уште кој ќе седнат на тие столчиња, да знаат дека децата озгоре ќе ги кацат по главите. Да бидат за тоа обавезно известени. Над мртвите деца кариера не се гради. Па кој сака нека, мене не ме интересира. Дали бил некој од некој си сосем трети или пети, или од УЈП, или од полиција, или од обеќати им работни места, да седнат, да судат криво, да не омаловажуват нас, родителите. И у јавноста ќе кажам, тај Благојче Велков, што се препукува од Швајцарија и што се заканува на нас, родителите, нека му стават на границата црвен крст и да не смее да замине границата на ВМ. Од онај пат лично на мене ми се закани, вика дојди у Скопје, ја ќе се вика со тебе реванширам. Он оди на патерици пред народот. А зад народот е дигни патериците и трче. Значи треба да знаат јавноста да не препукуват и тие некои господи и господиновци по коментарите што препукуват. Одете си кај вашите деца, гледате си вашите деца. Нека бидат благодарни на Бога што нивните деца се живи и здрави и прави, ама тркалото се врте, не знаат од која страна ќе застане писката, дали од згоре, дали од оздоле, дали од страната. Може утре истото ќе ги знајде, па тогаш ќе ги питам дали ние да си седеме дома, дали да плачеме или да ги ожалуваме таквие како нив што препукуват по коментарите. Тие по коментарите што пишуват, нека се стават каква минута бе, секунда нека се стават у нашата кожа. И нека размислат што коментират. Оти на некој од таквие мозоко им е ограничен. Ако мислат дека не им одговара тај што го е напишал тоа, прерипни го, а не они да трчат како овци на сол. Трчат да препукуват СДСМ, ВМРО, СДСМ, ВМРО. Нашите деца ни беа партиски определени, ниту па ние сме определени партиски. Да, ни цена имат, ни ништо немат нашите деца. И треба малку да се преиспитат. А судиите сега остануваат последни. Нека му ја мислат што ќе прават. Нека му ја мислат. Оти кој како суди, ако мисли дека ќе заштитат некој, да знаат дека мирно нема да спијат и тие пари што ќе ги однесат дома ќе бидат се крвави и мртви.
Не може да мислат дека фамилија ќе ранат. Нема да ги ранат с тие пари фамилии. Треба да им биде јасно. Толку од мене нека си бидат како што треба и нека судат. А не овај да одбранат, онај да одбранат и на краја кој ќе испадне, ние родителите сме криви. А зашто? Како тие да не са били у тие 20 години и у 16 и у 15 да се излавали и да се поминали тоа. Па лично те ја како да се става на тие години. И јас сам излавала така. Они нели се излавали и се ќе викат зашо ги пуштите вашите деца. Они знаат ли нивните деца дека може да бидат најголемите другираши, може да бидат најголемите пијандури, може да бидат најголемите преваранти. Знаат ли го они децата дома што прави? Не знаат. Треба малку да се преиспитат. А прво и прво они како возрастни не знаат што прават, а не па да наоѓат мајана на децата. Треба малку да се преиспитат и да видат кој што прават. А последни останува. Оставаме на нив се. Ако не пресудат како што треба, значи нема мирно да спијат, Господ им пресуди на сите. Кад тат ќе дојде истината се на виделина. И кои ќе умират, да знаат дека нема мирно да умрат, додека не тражат прошка од децата кои ќе им опростат, тогава е душа да им излегне на нив.